Во неделата во Виница за прв пат се одржа планинската трка Чупино Трейл 2018 на падините на Плачковица. Виничани беа домакини на настан што се реализираше на патеки со должина од 13 и 30 километри. Надпреварувачите беа распоредени во неколку категории во машка и женска конкуренција, како и ветерани над 50 години. На првата патека со наслов Бумбарска трейл во должина од 13 километри во машка конкуренција најдобар беше Димитар Михаилов Миоски, кој ја помина за 1 час и 13 минути, а десетина секунди зад него се најде Михаил Крстов. Прекрасна организација денеска во Виница одека, благодарност голема до организаторите на настанов, се потрудиле на вистина максимално да направат една прекрасна трка. Се надевам дека ова ќе продолжи традиционално да се изведува секоја година, дека ќе прерасне во поголем настан, кој што ќе има поголем број на учесници. Ние максимално ги поддржуваме во тоа. Во женска конкуренција најдобар резултат постигна Антонија Брезовска од 1 час и 30 минути. Искрено на трейл трки немам пребогато искуство, меѓутоа со трейл трките дознав колку убави ни има во нашата држава. Така што секогаш со радост ги трчам и многу ми е мило што прв пат доаѓам овдека и имав шанса да го разгледам овој живописен крај. Во категоријата на ветерани неиздржливи беа Мирослав Арџик и Златко Жоглев, а третото место му припадна на Кирил Велковски. Кај жените пак Валентина Узуновска го освои првото место откако ја истрча патеката за 2 часа. Воедно организаторите беа задоволни од учеството на надпреварувачите со надеж дека во иднина оваа трка ќе прерасне во традиција. Трката се одржува за прв пат, но имаме идеја да прерасне во традиција и да прерасне во уште поголема манифестација со дополнително уште една трка, уште поголема, да се вклучиме на листата на Skyrunning трки. Со аутдор фестивал, значи има доста идеи, има доста можности да прерасне во голема традиционална манифестација, аутдор манифестација. Чупино Трейл 2018 беше во организација на Running Squad со поддршка на општината и Ротари клубот Кочани Виница, а се одржа во рамки на манифестацијата 74 години Слободна Виница.